Нејзините другари ја нарекуваат вештерка. Приводу позивно? Зошто ме нарекуваат вака е тајна и ќе ја откријам откако ќе заврши војната. Но да ви дадам навестување. Тоа е затоа што можам да го запалам небото. Бихар е од регионот Донецк. Таа се преселила во Киев во 2014 година, откако сепаратистите поддржани од Русија започна напади во Донбас. Во Киев Бихар работела како адвокатка, но еден ден по целосната инвазија на Украина од страна на Русија, Бихар се приклучила на армијата, оставајќи го своето семејство зад себе. Додека таа се бори, нејзиниот 7-годишен син ја чека дома. Тој знае што правам и ме поддржува. Вели дека е горд на мене. Војната служба на Бихар започнала со ослободување на регионот Киев во април 2022 година, непосредно по почетокот на војната. Во ноември таа им се приклучила на артилериските трупи и брзо била унапредена во командант. Я знайшла своих soulmates. Овде ги најдов моите сродни души со кои можев да изградам ефикасна единица. Кога се отвори место во оваа единица, веднаш се префрлив. Бихар е задолжена за батерија од 6 минофрлачи. Ја занимавам тим што Она што го правам е да ги утврдам сите корекции и мерки и да учествувам во изградбата на целиот систем. Бихар вели дека најважното нешто што го научила на работното место е да верува на сопствениот инстинкт. Якщо ти відчуваєш, Едноставно го добивате ова чувство. Ако ви се чини дека нешто не е во ред, мора да ја слушате вашата интуиција, која е точна кога сте во војска. Од јануари повеќе од 45.000 жени служеле во вооружените сили на Украина според Министерството за одбрана. Околу 13.400 жени биле во борбени улоги, а повеќе од 4.000 биле распоредени во борба.